Ние понекогаш знаеме да се пошегуваме дека утрински брифинг ви е како една прометна железничка станица во која што возовите, шинобусите доаѓаат, заминуваат и така натаму на различни теми кон различни дестинации. Тоа ќе го потврдиме и со следната тема која што ќе разговараме со мојата гостинка, а тоа е во наредните 20 на минути. Ќе разговараме за еден состанок кој што завчера се одржа во Скопје. Прва се состана работната група за подготовка на измени и дополнување на законодавството за декриминализација, легализација и искористување на медицинските, социјалните и економските придобивки на канабисот. Го читам целиот наслов, бидејќи е прилично долг, но се работи во принцип за она иницијатива за легализација на канабисот во Македонија, за кое што владата тргна и со една работна група. Во студиото гостинка ми е госпожа Хајди Стериевска. Добро утро. Хајди, која што е извршен директор на организацијата невладина ХОПС. Тоа е организација која што повеќе од 20 години се занимава со нешто што го нарекувате опции за здрав живот. Да. И организација која, пате ми речено, е на фронтот меѓу првите, сега веќе има и неколку други, но со години бевте и практично единствените кои што се обидувавте да ја артикулирате во јавност оваа тема за која што работнава група некни заседаваше. Не видов во јавноста, имаше понегдека информација дека се состанала работната група, но не видов никакви продлабочени информации за заклучоци, за темите кои се разговарале, идните планови, па затоа сакав да ве замолам малку да поразговараме на таа тема. Ајде да тргнеме од почеток. Прво, кој се е член на работната група, бидејќи јас го имам официјалниот список на членови, но малку за самата работна група. Која организира, која свикува, што беше првиот работен состанок и така натаму? Значи, оваа работна група ја состави владата на Република Северна Македонија по иницијатива на неколку организации кои што се дел од неформалната иницијатива Операција Ослободување, која што се залага за декриминализација и легализација на канабисот во нашата земја. Ние пред неколку месеци пративме барање за формирање на мултисекторска сеопфатна работна група која што ќе вклучи експерти од повеќе области, меѓутоа и доносители на одлуки, односно дел од извршните власти, кои што ќе седнат заедно на маса и ќе разговараат на оваа тема. Бидејќи во јавноста циркулираат неколку изрази: декриминализација, депенализација, легализација. Секој од тие изрази си има свое значење, меѓутоа концептот на декриминализација, значи декриминализација не значи само бришење или менување на одредбите во кривичните закони. Тоа представува на некој начин како модел или концепт на политика на една држава која што ќе подразбира освен тргање на репресивните мерки, воведување на здравствено-социјални и економски мерки што ќе олеснат легална достапност на возрастните луѓе до канабис. Јасно е дека се работи за комплексен пристап, јасно е дека не се работи само за корекција на 3-4 члена ваму таму по некои закони. На состанокот тоа што имав прилика да го видам и како фотографија, бидејќи некои од луѓето ги препознавам, иако и под маски седевте, ама колку толку. А и гледам по списокот, таму беа практично представници на сите клучни министерства кои што се засегнати од оваа иницијатива: здравство, полиција, внатрешни работи, правда се разбира. Не знам дали имавте од земјоделие? Не. Тоа е еден од заклучоците да се додаде и стручник од земјоделие, бидејќи ја допира темата? Формално беше донесен заклучок дека ќе се направи формално проширување на работната група, затоа што ние сите како членови на работната група изразивме и заедничка согласност и мислење дека треба да се дополни групата уште со неколку членови, представници или од други здруженија, како на пример Здружение на психијатри, кои што работат исто во областа. Меѓутоа беше спомнато на пример и Агенција за храна, односно Министерство за земјоделие, така да ќе видиме, ќе зависи имаше приличен број на представници на невладини организации, 5-6 души од тоа што гледам, вашата организација Хелсинки комитет и така натаму. Гледам и експерти имаше, еден-двајца во тоа што препознавам, лекари, луѓе кои се занимаваат со тоа подолги години и така натаму. Хајди,
се работи за комплексна операција. Ајде прво да поразговараме, бидејќи вие навистина повеќе од 2 децении се занимавате на еден и на друг начин со овие теми. Во која состојба се наоѓа Македонија денеска за да отвори дискусија за оваа тема, бидејќи во јавноста понекогаш темата се злоупотребува заради одредени бизнис интереси на фирми кои што тргнаа со производство и одгледување канабис и така натаму, и постои еден став дека е тоа во интерес на некои бизнис лоби групи и така натаму. Но која е вашата проценка после толку години занимавање, во која состојба се наоѓа македонското општество за да разговара за оваа тема? Значи, јас со задоволство можам да кажам пред јавноста дека за прв пат во Македонија, заедно со доносителите на одлуки, заедно со сите експерти, сме собрани на едно место да може отворено и да речам со приближени ставови да разговараме. Ставовите на граѓанскиот сектор многу пати ги искажавме и преку операција Ослободување и секоја од организациите, нели, посебно, дека наша главна и примарна цел е интересите на граѓаните. Значи да имаат граѓаните олеснет, легален и не скап пристап па и контролиран известен начин. Секако дека мора да биде контролиран со оглед на постоечката меѓународна регулатива, се уште која што ние како држава мораме да ја почитуваме, нели? Меѓутоа да биде олеснет и да може да се користи за состојбите здравствени или за целта за која што е употребува. Неспорни сте констатираните користи од употребата на канабисот, особено во здравствени контексти? Апсолутно, тоа дури и Комисијата за дроги на Обединетите нации во 2020 година, овој период чинам беше, са точниот датум не ми текнува кој беше, ја тргна од листата 4 на меѓународните конвенции каде што се излистани, нели, субстанции што имаат психоактивни дејствија. Значи на канабисот практично Обединетите нации го признаа медицинското дејство на канабисот. Во таа листа беа наведени лекови или субстанции кои што немаат никакво медицинско дејство и за жал канабисот долги децении се наоѓаше на таа листа, меѓутоа еве сега е тргнато таа листа. Меѓународните текови и во самите држави индивидуално, во повеќе земји во светот, значи одат во позитивна насока, дека освен, нели, примарно е за медицинска употреба, меѓутоа освен за медицинска употреба, дека се дозволува легална употреба на канабисот за возрастни луѓе, збориме, и за лична употреба, значи да не се дефинира, нели, дали е медицинска или друг вид на употреба. Факт е дека темата во последните неколку години навистина во светот се легитимираше на еден многу по-отворен и би рекол активен начин. Јас памтам ако до пред 5-6 години, да речеме во Соединетите американски држави, на прсти на една рака се броја државите сојузни каде што тоа беше легализирано. Сега мислам дека ќе дојдеме во ситуација кај што на прсти на една рака ќе се бројат државите кај што не е легализирано. Бидејќи на минатите претседателски избори во Соединетите американски држави, една од темите на сојузните референдуми по државите беше и легализацијата на канабисот. Каква е состојбата во Европската унија? Бидејќи тоа ни е нам поблиску, да речеме и така. Во Европска унија има земји кои што имаат декриминализирано, некои тоа го имаат направено преку праксата, некои држави, некои го имаат направено системски преку законската регулатива. Еден од најпозитивните примени на декриминализација на употребата на дроги, нели вклучително и канабисот, за жал се уште се брои во таа листа, е Португалија, и ние како организација ги анализиравме, значи, моделите на декриминализација на 2 земји, меѓутоа исто така анализиравме и медицинската употреба, како и легализацијата, како се движи легализацијата на канабис од 2015-16 година наваму, значи континуирано ги правиме тие анализи и на земјите како Канада, Израел, значи Израел е една, иако не е, нели, територијално во Европска унија, меѓутоа една од земјите која што е прилично напредна политика има за користење на канабисот и како лек и... Што е замислата во суштина? Тоа значи дека ќе стане достапен по аптеки, дека ќе стане достапен за лекари да го и од приватно и од јавно здравство да го препишуваат. Што е опсегот на оваа легализација? Како тоа ќе, или
ќе се купува ногица. Мислам да ја сега жовјално да ја значи вака, еве сега можам да зборувам конкретно за операција Ослободување, бидејќи нашата организација е дел од таа иницијатива и ние имаме 6 барања. Првото барање е декриминализација на личната употреба, што подразбира укинување на прекршокот, кој што во моментот, значи, употребата на канабис се казнува прекршочно доколку е на јавно место. Од 600 до 800 евра чинам беше глобата. Декриминализација, односно јасно дефинирање и прецизирање во кривичниот законник што е лична употреба, што е дозволено. Има некакви грамажи кои што се пропишани или е тоа без лимит? Тоа ќе биде една од дискусиите кои што ќе ги водиме во групата дефинитивно, значи различни пракси, различни модели има и во Европа и во другите земји. Некаде во самите кривични законници е регулирано, некаде со посебен закон, меѓутоа тоа ќе биде тема групата што ќе разговарам и сега не би навлегувала, бидејќи тематски толку не ни навлеговме на првиот состанок, повеќе зборавме за мандатот, целите и опсегот на работа. Опсегот, тоа што ме прашавте дали, значи, нашите барања се, да речеме, да се прошири можноста, затоа што со сегашниот закон само 4-5 здравствени состојби и тоа само докторите од јавно здравство и од повисоките инстанции на здравството имаат можност да препишуваат, и тоа препарати од канабис, значи не и самата билка канабис, препарати од канабис кои што не содржат минимално количество на психоактивната супстанца ТХЦ. Иако медицината базирана на докази во светот, значи илјадници истражувања веќе има, покажува дека за одредени состојби процентот на ТХЦ треба, збориме за здравствени состојби, процентот на ТХЦ треба да е во доволна количина за да го има лековитото својство. Наша исто заложба е да се отворат социјални клубови како место каде што на легален начин луѓето кои што нели нема да можат да произведат или нема да сакаат, ќе имаат можност на легален начин проверена билка да купат и да ја конзумираат. И уште едно само да кажам, една од многу важните заложби е да може луѓето да се одгледуваат за своји лични потреби. Тука секако ќе има регулација, лимитирање и сето и контрола и се, меѓутоа да имаат и таква можност. Тоа се базира на принципот на економичност, значи да не мора граѓаните да се изложуваат прво на ризик да бараат по нелегални пазари, а второ да нели плаќаат огромни суми за нешто што природата го дала. Која слушам оваа листа на барања која имате и која во еден контекст звучи сосема нормално, но во македонски контекст предпоставувам дека ќе најде на низа контроверзии, бидејќи не сум сигурен и затоа сакам да ве прашам која е климата во Македонија, културолошка ако сакате, па и социјална и секаква друга, за јавност ова на вистински начин да го прими како иницијатива, оти ако не се лажам, една од задачите на работната група и зголемување на едукативната функција, на разговор за овие теми, на објаснувања, бидејќи многу од работите се темелат на погрешни информации. Да, за жал, оваа тема во Македонија, иако во изминатите години на вистина слободно и јавно се говори, без некаков страф од репресија, што не беше случај години наназад кога почнавме ние во ХОПС да работиме, јавно да збориме во медиум, не се спомнуваше името. Сега говориме јавно, меѓутоа за жал општата јавност се уште нели постојат одредени табуа, постои непознавање, преовладува стигмата и предрасудите. Се уште поголем дел од јавноста можеби смета дека ако некој почне да користи канабис, дека тоа е вовед во започнување на употреба на други нели дроги кои што ствараат поголеми проблеми. Меѓутоа и во Европа и во другите земји истражувањата покажуваат дека побиени се тие такви предрасуди и незнаници, и затоа е многу важно јавно да се говори и да се нели едуцира и јавноста, меѓутоа и практичарите, затоа што ние се уште имаме и од здравството луѓе, од полицијата, од правосудниот сектор кои што
не доволно ја знаат темата и кои што своите верувања ги засноваат врз основа на предрасудите и табуата што постојат. Сигурен сум, да. Па конечно слушате и во државната управа работат луѓе кои се дел од оваа културна матрица. Не се тоа луѓе дојдени од Барс. Да, инаку за културната матрица ме прашавте во минатото ХОПС изминатите 2 години. Мора да сте имале истражувања, мора да сте имале во Точно, таа смисла правиме некакви... едно, да речам така, наше волонтерско колеги наши кои што се занимаваат со истражувања, прават истражување каква била употребата на канабис и коноп во Македонија и во минатото, па поврзано сега, треба наскоро да излезе таа анализа. Јас се надевам дека ќе најдеме некој што ќе сака да не поддржи и да се објави, испечати и сето тоа, така што тоа мислам исто многу може. Познати се тие приказки дека немало куќа во Македонија во некои изминати времиња и векови дури, каде што не се чувале одредени вакви супстанции за баш за специфични здравствени намени и за дури за... Да, еве од моите повозрасни предци што имам слушано, значи не дека го одгледувале конопот, него слободно си растел покрај реките, покрај потоците и си го береле и си го користеле за тоа. Разговарам со Хајди Стериовска, која што изврши директор на организацијата ХОПС, која што работи на опции за здрав живот и тоа е баш вистинскиот агол за кој сакав овој разговор да го поведеме. Каква е состојбата на Балканот, Хајди? Дали е Македонија можеби на фронтот на овие промени или веќе има земји кои што се отидени подалек? Во однос на личната употреба и на медицинската употреба Македонија предводи, да речеме, во регионот. Меѓутоа во однос на индустријската употреба на конопот, затоа што сепак станува збор за различни видови на канабис сатива, различни се, нели, индустријскиот коноп си е посебна билка и тука Хрватска и после нив Србија се многу понапред од кај нас. Сега да го допреме и тој аспект, овдека се најавува големи потенцијали економски бизнис во таа смисла. Бевме посетени од некои бизнисмени меѓународни и така, па тоа помина со контроверзии, па кои се тие, што се тие, се спомнува се и се што и така натаму. Во тоа има и бизнис перспектива, бидејќи ние сведочиме дека неколку години работат одредени фирми. Јас морам да признам дека кога се заинтересирав пред подолго време да видам која е процедурата за сето тоа, исклучително високи стандарди, компликувани стандарди, за да можете воопшто и скапи стандарди, за да можете воопшто да се впуштите во тој бизнис. И многу поскапи од тие, да речеме, што се пропишани за одгледување афион, од кој што се произведува на вистина сериозна опојна супстанца. Така. Морфиум, нели, после тоа може и хероин и се. Стандардите за производство на медицинска марихуана или медицински канабис, како што го нарекува во првиот закон за контрола на опојни дроги, ние уште тогаш реагиравме и нашата организација, уште неколку организации реагиравме на тие стандарди, дека тоа е дека со такви стандарди се овозможува пристап само на одредени, нели, бизнисмени или правни лица со многу пари да инвестираат и да користат. Ограничен е пристапот, има интерес, значи еве сега јас следам и во некои групи, на пример, и каде членови се земјоделци, има навистина голем интерес и кај самите земјоделци да се занимаваат со таа гранка, меѓутоа мора да се најде модалитет и начин да се одговори соодветно на тоа, нели, да не се злоупотреби производството, затоа што, како што кажав, се уште е регулирано и меѓународно и се, и ние мораме нашата легислатива да ја прилагодиме на таа меѓународна регулатива, меѓутоа треба да се обезбеди можност и да се намалат, да речеме, не стандардите, туку трошоците, да се намалат трошоците за производство. Има интерес кај нашата мала, но успешна фармацевска индустрија. Има ли интерес за вклучување во тие Значи, процеси? верувам дека има, сега лично не сме ги, нели, контактирали или истражувале точно нивниот интерес, меѓутоа верувам дека има. Зборот ми беше за стандардите. Еве, имавме прилика во изминатите месеци неколку пати да слушаме за полициски акции за канабис, кој што на некаков начин протекол
протокол од некој од овластените, сега да не шпекулирам, нели, меѓутоа такви, затоа што и покрај тие превисоки стандарди, сепак, значи, борбата со криминалот е едно, пристапот и достапноста е друго. И мора да се најде баланс. Во секоја област можете да направите криминал, мислам од продавање сокови до продавање... Јас 15 години работев како адвокатка и секогаш викам најперфектните закони, некој ако решил да направи криминал, ќе најде начин како да направи. Затоа постојат органи што се борат против криминалот. За крај, следниот состанок на ова работно тело е во текот на месец јуни? Да, договоривме на 17 јуни следниот состанок. До тогаш си зададовме некакви обврски, нели, што треба како членови на работна група да ги сработиме, да си споделиме информации со цел да може да продолжиме понатаму да работиме на конкретните работи. Хајди Стеријовска, извршен директор на ХОПС, ќе бидете вие повикана овдека уште неколку пати до крајот на годинава, како што ќе напредува работата на работната група која што се занимава со подготовка на измени и дополнување на законодавството за декриминализација, легализација и искористување на медицинските, социјалните и економските придобивки на канабисот. Еве, да, економските придобивки се многу важни. Се согласуваме за тоа. Благодарам.